За честија разбойништвата на штипските улици, за само 4 дена полицијата регистрираше 2 случаи. Последниот е пријавен вчера. 53 годишна штипјанка, движејќи се по улицата Љубен Иванов, била пресретната од 2 непознати лица, од кои едниот ја украл ташната што ја носела на рамо. Кинејќи ја рачката и побегнале, информираат полицијата. По овој немил настан, а и предходниот, кога маскиран разбойник влезе во малската продавница на истата улица и со пиштоли се закани на продавачката, жителите од улицата бараат поголема сигурност од полицијата. Треба апсолутно да има малска полиција, како што имаше. Ние не сме безбедни. На секој може да му се случи. Ова е центарот на градот, погледнете, тоа е централна улица. Тоа е голема улица до болницата што оде. Јас сум изненадена од ово, јас сега го слушам тоа. И сум изненаден и треба да се преземат мерки. Апсолутно малски полицајци. И за тоа што ја кога сретнам полицајец го поздравувам, тоа е чувар на редот и мирот. Треба да има дежурна полиција и носно време и по улици и по да биде ангажирана. Секој бара пари, работа нема и за тоа значи че треба малку по-големо внимание да обрне полицијата. На разбойниците треба да им се возврати со иста мера, сметаат дел од граѓаните. А јас жалам што не знам сите вештини, не сум каратист. И треба да бидам, за да се одбранам. И секој треба да се одбрани. Затоа што вака ќе ми само да ми земат торбата од раката и да избегат, готово. Се документите ми се там. Па не е убаво тоа. Како да се одбраниме? Јас кога бев војска во Белград, сите девојчиња од 12 години знаеа џудо, карате и првата песница. Жената во ташната имала само 250 денари и лични документи. Пред некој ден на улицата Иво Лола Рибарс, исто така во централното градско подрачје, кратци ограбија 59 годишна штипјанка. Друмските разбойници не се задоволиле со парите кои таа своеволно им ги дала. Го побарале нејзиниот мобилен, поупотребиле закани и по нејзиниот живот, а дури употребиле и сила. Кратците не се пронајдени.